музичко училиште Боро Џони од Струмица. Ден достоен за почит и внимание. Ден кој не подсетува на белезите на континуираниот растеж на музичкото образование и култура во нашиот град. Ден сведоштво за една повеќе децениска платформа за нови надградби и високи дострели. Овој наш град од давнина до денешни дни бил и останал плодна музичка почва, препознатлива по бујната вегетација и изворедните плодови изникнати од неа. Затоа сведочи неговата музичка историја, пребогатиот споменар и вистинските приказни пренесувани од колено на сите оние кои оставиле свој белег во негувањето и афирмацијата на богатата музичка традиција во еден од најопеаните македонски градови. Токму затоа, не може воопшто да биде случаен зародишот и 73 годишниот успешен опстој на музичкото училиште, ами тоа е резултат на потребата да се изгради образовен мост помеѓу музичкото минато и музичката иднина на Струмица. Оваа пребогата приказна е исполнета со мноштво фактографски белешки кои го исполнуваат мозаикот на музичката уметност во овој наш град, во кој ќе ги пронајдеме и никулците, но и сите подоцнежни нешта кои ја комплетираат физиономијата на струмичкиот музички живот, култура и традиција. Таа раскошна хронолошка низа ги содржи сите богатства кои се нижеле едно по едно, многу неизбришливи нешта кои ставиле печат врз музичкиот живот и култура во Струмица. И некаде помеѓу настаните од подалечното и поблиското минато, кои ја испишале досегашната струмичка музичка историја, неминовно се случило и отворањето на музичкото училиште. Тоа се случи во 1951 година, кога Струмица добила ем градски дувачки оркестар, ем музичко училиште, кое беше отворено во февруари истата година, а на чие чело застана директорот Рудолф Ваштијатка. Училиштето доби свое име – Боро Џони. Поубаво и поприкладно име не може ни да се замисли, затоа што Боро Џони ќе остане запаметен како интелектуалец со широка општествена дејност и безпрекорен борец за будење на националната свест и човековите права. Згора на тоа, Боро Џони, уште како студент на правниот факултет во Загреб, вршел популаризација на македонската песна, па дури и организирал доаѓање на хорот на Македонското студентско друштво Вардар од Загреб во Струмица. Во тоа друштво и самиот бил активен учесник. Но за жал, до тоа гостување не доаѓа поради забраната на тогашните власти да се пеат македонски народни песни. Бил учесник во студентските и политичките демонстрации и буден сонувач за ослободување на татковината. Приправникот во Струмичкиот суд развил и богата активност како член на партиската организација, при што добил задача да прибира оружје и сместува илегалци. За жал, таа негова активност завршува во 1943 година, кога на 30 годишна возраст бил фатен од бугарската полиција, која на зверски начин го претепува и го фрла во Варница. Музичкото училиште цели 73 години гордо го носи името на Боро Џони, а семејството Џонови од 2012-та секоја година парично го наградува најдобриот ученик. Станува збор за ученик кој се стекнал со значајни државни и меѓународни награди, а според правилникот на училиштето, секоја година е различен од учениците кои претходно биле наградувани од семејството Џонови. Музичкото училиште Боро Џони од 1951 година до денес, работејќи во неколку училишни објекти, бележи континуиран растеж во своето работење, а како резултат на тоа, неколку илјада ученици од сите досегашни генерации се здобија со квалитетно музичко образование и вештини во музицирањето на повеќе музички инструменти. Немал број од нив станаа и врвни професори и инструменталисти во познати образовни и музички институции во земјата и странство. Во овој 73 годишен подем,
Свој значаен придонес дале досегашните директори, како и плејада врвни професори кои несебично го споделувале своето музичко знаење со своите ученици. Растежот на училиштето може да се согледа и во статистиката, која покажува дека од година во година бројот на учениците, професорите и инструментите кои се изучувале растел се повеќе и повеќе, а со тоа и освоените награди на регионални, државни и меѓународни надпревари. Но не може а да не се спомене дека училиштето од 2010 година до денес непрекинато е дел од Струмичкиот карневал, со својот концерт под маски, кој секоја година представува вистинска атракција, која предизвикува воодушевување кај публиката. Годинава, концертот под маски под наслов «Денес, вчера, утре» по 14 пат докажа дека е една од најпривлечните содржини од сите карневалски свечености во Струмица. Вреди да се каже дека подолго време музичкото училиште Боро Џони имаше потреба од проширување на постоечкиот просторен капацитет. Конечно, повеќегодишниот сон стана јаве на 1 септември 2023 година, кога градоначалникот Костадин Костадинов и директорката Клара Патарова Вета на символичен начин го предадоа во употреба новиот кат од училиштата зграда, капитален проект на владата тежок 13 милиони денари. Со новиот кат, училиштето се здоби со нови современи простории, 2 нови кабинети за индивидуална настава, 1 кабинет за оркестарот на народни инструменти, 3 нови канцеларии и помошни простории, како и лифт и пристапна рампа за телесно инвалидизираните лица. А училиштето доби и нов покрив и нова термофасада на целиот објект. Сето тоа значи подобрени услови за работа на наставниците и учениците, но и зголемени бројки во статистиката. Ако во 1991 година, кога беше изградена старата зграда, училиштето броеше 150 ученици и 15 вработени, денес тие бројки изнесуваат 310 ученици и 25 вработени. А за бројот на освоените државни и меѓународни награди и да не зборуваме. Во оваа учебна година тој број вели дека Боро Џони е најнаградуваното и најдоброто музичко училиште во државата. Храмот во кој животот е музика, а музиката живот, продолжува и понатаму со нови амбиции за нови дострели. А дотогаш, нека е честит и вековит патрон празникот на музичкото училиште Боро Џони. Почитувана верна наша публико, почитувани членови на семејството Џонови, почитувани советници, почитувани родители, почитувани членки на Инервил клуб Скопје Европеа, почитувани наши поранешни колеги, сега пензионери, почитувани колеги, дами и господа. Добре дојдовте на традиционалниот концерт на Општинското основно музичко училиште Боро Џони, со кој го чествуваме нашиот патрон, но ги славиме и нашите успеси. При крај сме со реализацијата на годишната програма на нашето училиште, која програма е и образовна, и уметничка, и е полна со концерти, семинари, учество на фестивали, надпревари и се разбира освојување на награди. Со повеќе бројни концерти се одбележи и денот на пијаното, а неодамна само нашето училиште на ниво на држава беше покането и учествуваше на 9-тиот конгрес на класични гитаристи на Југоисточна Европа, кој се одржа во Белград, а беше под покровителство на Општина Струмица и градоначалникот Костадин Костадинов. А сега, почитувани,
дозволете ми да ги поканам на сцена сите ученици, сите наши ученици, кои учествуваа и се здобија со награди на државниот надпревар, но и на многу меѓународни надпревари. Повелете ученици. Оваа учебна година, почитувани, тие се нашиот успех и нашата гордост. Од вкупно 20 наставници вработени во нашето училиште, 15 од нив, заедно со своите ученици, учествуваа на надпревари, а од вкупно 310 ученика, 70 од нив се надпреваруваа секој во својата категорија во и надвор од државата. Посебно сме горди на освоените 18 специјални награди на меѓународни надпревари и 7 специјални награди освоени на државниот надпревар кој се одржа во Битола. Браво, наши вредни ученици! Ви благодарам за вашиот посебен придонес и афирмација на училиштето, но и на општина Струмица. Ја користам приликава да се упатам голема благодарност и до вас, почитувани родители, без чија подршка немаше да ги имаме тие успеси. Ви благодарам. И годинава останавме верни на традицијата, со доделување на награда најдобар ученик од страна на семејството Џонови, кои ја востановија оваа награда од далечната 2012 година. За учебната 2023-2024 година наградата Боро Џони ќе се додели на од инструменталниот оддел Јана Ганчева и Ѓорги Ганчев, 6-то оделение, 9-годишно музичко образование за успеси во камерната музика. Наставник Ленче Мазнејкова. Сега. Уште. Матеј Пиличев, 3-то оделение, 6-годишно музичко образование, наставник Васко Пиличев. А по предметот теорија, наградата оди во Софија Атанасова, 9-то оделение, и Кристина Манолева, 8-о оделение. Наставник Душко Филев. Нека стават, нека излезат пак. Кристина, стоите. На сцена е внукот Боро Џонов, внук на нашиот патрон Боро Џони. Ке ги врачи он свечено награди. Ги повикувам Јана Ганчева, Ѓорги Ганчев и Матеј Пиличев на сцена. Ајде, Ѓорги. Застанете тука, Ѓорги. Се шо? Ајде. Ајде, честит.
Многу награди. Застанете тука. Кристина Манолева и Софија Атанасова да дојдат на сцена. Честитки до наградените ученици да продолжат така со успеси, па и други кои што се веќе наградени. Исто така, благодарност до школото што го величе и го остави тоа име на мојот дедо, да остане во вечноста и желби за понатамошен прогрес, односно желба да прирасне во средношколска институција. Тоа се моите желби и надежи. Сега, уште еден мал раритет, ќе го оставам на чување инструмент кој што припагал на дедо ми и кој што е во нашето семејство, да го оставам на чување во училиштето. Почитувано семејство Џонови, благодариме што веќе втора деценија ниту ја заборавате својата осташтина, вашиот татко и вашиот дедо, ниту ја заборавате иднината на нашите ученици. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, и оваа година си заминува уште една генерација која остави белег во постоењето на нашето училиште. На оние кои покажаа исклучителен успех, ќе им врачиме плакети и признанија за нивните успеси. Од 9-то оделение плакети и признанија добиваат Софија Атанасова, Ивана Георгиевска, и Елена Георгиевска. Ви честитам, Софија, Елена и Ивана. Го имате сето она што ви е потребно за успеси за понатаму. Ама од мене еден аманет. Величете ја музиката и понатаму. Иако не е ваша професија. Со особена чест и задоволство вечерва, исто така, сакам да споделам со вас дека вечерва со нас се и членките на женската организација Innerville Клуб Скопје Европеа, дел од Innerville International организација која денес се смета за една од најголемите организации на жени во цел свет, формирана пред 100 години од страна на 27 сопруги на членови на ротари клубовите. Тоа се жени, секоја успешна и докажана во својата професија, со силен мотив за солидарност. Нивното мото е подигнување на свеста за општествено и хумано делување. За овој наш прекрасен ден, патронот на нашето училиште, тие решија да ни подарат традицијски инструмент кавал и клавирско столче. Вечерва овде со нас ги повикувам и на сцена се Габриела Џонова, по вокација педагог, инаку председател на клубот.
Тања Поленак, правник, Светлана Караѓозовска, професор, Ленче Зикова, економист и Лиле Гаговска, електротехничар. Им благодариме со врачување на еден скромен спомен за нив од нашето училиште, плакета. Колега Игор. Колегата Игор Ангелов, он е наставникот по кавал. Габи. Ќе засвирам. Ајде, да, ќе го промовираме. Еве, јас сакам многу високо. да се заблагодарам од моје лично име, од името на моите ученици. Овој инструмент сигурно многу ќе им значи и ќе служи. Сега, овој момент јас, еве, ви видовте пред вас, јас прв пат го земав во рака. Па, предлагам да го пробаме сега, да го промовираме со моите ученици. Благодарам уште еднаш. Габи, ако каже, добро. Ајде, повели. Јас кратко само. Чест и задоволство ни беше што сме вечерва овде со вас. Се надеваме дека ова и ние ќе го практикуваме како една традиција за училиштето. Ние сме повеќе членки, сега сме само мал дел овдека и би сакала да посакам само успех на сите ученици, значи да продолжат вака како што се и до сега успешни и им посакувам се најдобро понатака. Ви благодарам. Благодарим. Повелете на место. А сега, почитувани, да уживаме во концертот. Ви благодарам.
Драги наставници, не можеме накратко да ги опишеме нашите чувства за вас и за ова музичко училиште. Овде бевме 9 години, овде пораснавме, научивме да свириме на инструменти, научивме како да се однесуваме на сцена, зад сцена, но научивме да бидеме и вистинска публика. Но тоа не може да се измери со љубовта и вниманието што го добивме од нашите наставници. На часовите другарувавме, се шегувавме, но го научивме единствениот јазик на сите луѓе на земјата – музиката. Научивме дека музиката не е само звук, туку уметност и начин на изразување на нашите емоции и мисли. А пак со концертот под маски, ние разбудивте креативноста и не научивте да ја негуваме традицијата. Ви благодариме што бевте дел од нашето детство. Нека ви е честит и вековит патрониот празник, а од следната година ветуваме, ќе бидеме вашата верна публика. Srce
najljubov svet, najljubav svet i na ptica krivlja daj zalet. Podari svet, ti podari si svet, neka sunce vidi najljubav cvet. Si te tajnina vselenata, vojedno malo srce da se sobera. Nema ništa posilno ljubov ta, koga ta ljubov život darува, koga jedna mala leca nasmevka, kako sunce utra taj gi miluva. Nema ništa posilno ljubov ta, koga ta ljubov život darува, koga jedna mala leca nasmevka, noki pokraj tebe nežno zaspiva. Podari son, ti podari si son, zvezdi mali neka ukrasa dom. Najsretnite oči na den, od site zvezdi posjani se. Si te tajnina vselenata, vojedno malo srce da se sobera.